Исто така би сакале да ја поддржиме или да го поддржиме документот од Министерство за образование кој што го упати исто така до директорите, каде што вели во исклучителни случаи наставниците може да работат и од дома. Кои се тие исклучителни случаи, зошто ние го отвораме ова прашање и апелираме до директорите по барање на наставниците да им овозможа да работат дома. Тоа се неколку причини. Од една страна, училиштата немаат стабилен интернет, немаат компјутери и во вакви периоди ќе почнат да трошат и веќе трошат ресурси за загревање на просториите. Од друга страна, наставниците патуваат од местото на живење до местото на работа, патуваат најчесто со автобус, патуваат во возило, групирајќи се повеќе вработени, каде што се изложуваат на зараза. Знаејќи дека во последнава недела и тоа како се зголемува бројот на заразени, од аспект на синдикат кој што се грижи за здравјето и безбедноста на своите вработени, апелираме секаде онамо каде што има можности, каде што сакаат вработените, повторувам, каде што сакаат вработените да работат од дома, користејќи ги своите ресурси на грејење, интернет и компјутер, тогаш директорот да им овозможи. Значи, уште еднаш повторувам, оние кои што сакаат, во јавноста се шпекулира дека бараат сите да работат од дома, а немаат услови, значи не зборуваме за сите, него само оние кои што сакаат сами. Исто така би апелирали до Министерството за образование и наука да ја преиспита можноста и за прераспределба на работните обврски на наставниците кои што работат од прво до трето одделение, односно да не продолжи наставата со физичко присуство, него да продолжи со онлайн настава. Исто од причина што голем број на наставници, директно или индиректно, се заразени наставници кои што работат од прво до трето одделение. Особено ова важи за хронично болни наставници и не само наставници и вработени во училиштата, кои што за жал во ниту едно училиште според наши сознание не е направена проценка на ризик за здравјето и опасноста од COVID-19, така да имаме хронично болни наставници кои што секојдневно патуваат, доаѓаат на своето работно место и се изложени на огромна опасност од заболување од ризик. Особено постарите и хронично болните, нивното заразување може да биде и фатално и може да заврши со несакани последици, односно со смрт. За таа цел апелираме до Министерството за образование да ја преиспита одлуката за изведување на настава со физичко присуство, односно да овозможи на сите оние наставници кои што се хронично болни, односно кои што се во критична категорија, па и возраст, да ја изведуваат наставата од дома, користејќи ги, реков, собствените ресурси.